Вести на Канал 8. Добродојдовте. Расте бројот на пациенти со COVID-19 кои се згрижуваат во општата болница во Кочани. Иако првично на COVID одделот требаше да се примаат болни од Кочанскиот регион, веќе има пациенти и од Штип и другите општини. Зголемен е бројот на лицата кои се згрижени на одделот за болни или позитивни на COVID-19 во општата болница со проширена дејност во Кочани, откако пред 3 дена таа почна да прима дел од пациентите од клиничката болница во Штип. Иако првично било планирано да се примаат пациенти од Кочанскиот микрорегион, поради преполнетоста на Штипското инфективно одделение веќе се згрижени болни и од другите општини. Во моментот имаме 8 позитивни пациенти и 7 за кои се чека тест од COVID-19. Тие пациенти се сместени на одделението за интерни болести и за COVID амбулантата што беше поставена. Тоа од почетокот на пандемијата. Имавме COVID амбуланта, да. Значи, инфектолог неаме, кој што знаете, во јуни месец не отиде у пензија, а тие месеци, бидејќи неамавме инфективно одделение, беше ниспомеш во клиничката болница во Штип. Сега у пензија и сега се снаоѓаме со постоечкиот кадар. Имаме 20 анестезиолози на завидно ниво и 20 интернисти исто на завидно ниво и со нив ги обслужуваме пациентите. Кога дојде потешка клиничка слика, со комуникација со институциите околу нас, со клиничка болница Штип, инфективна клиника и болницата Осми септември, специјалната болница за COVID, ги упатуваме таму пациентите. Интенција беше од источниот дел на Македонија, ама сега имаме пациенти од Штип. Така да сите пациенти што доаѓаат у клиничка болница Штип може да дојдат и кај нас. Мислам, можат со комуникација меѓу институциите. Серафимов нагласи дека со влошувањето на состојбата со корона кризата доаѓаат се помлади пациенти со потешки симптоми, поради што таквите случаи ги упатуваат на лекување во Скопје. Поради ангажман на персоналот и просторните услови за потребите на COVID одделот, каде има обезбедено 25 легла, со намален интензитет работи интерното одделение во општа болница, а лекарите имаат продолжени дежурства. Според директорот Серафимов, ако продолжи да расте бројот на пациенти на кои им е потребно болничко згрижување, се планира да се адаптираат простории на одделението за физикална терапија каде има 10 боксови. Тоа е привремено решение со оглед што во Кочани треба да се постави модуларна монтажна болница во рамки на регионалниот COVID центар, а за што се чека на потпишувањето договор со Министерството за здравство. Градоначалникот Николчо Илиев на средба со новинарите даде отчет за работењето во текот на изминатите 3 години од својот мандат. При тоа направи краток осврт на реализираните проекти со средства од општинскиот буџет и со подршка од државата и од меѓународни кредити и донации, а најави и нови инвестиции што треба да се реализираат во иднина. Уште од почетокот на мандатот, па во изминатите 3 години работиме одговорно, транспарентно и отчетно, со обврска да го спроведеме ветеното и на граѓаните на Кочани да им обезбедиме пристоен живот, истакна градоначалникот Николчо Илиев, обраќајќи се пред локалните и дел од националните медиуми во својот отчет за своето работење во досегашниот негов мандат. При тоа нагласи дека една од главните задачи било решавањето на инфраструктурните проблеми со акцент на асфалтирањето улици и патишта. Наследивме буџет со лоша кондиција, долг на основниот буџет од 76 милиона денари и долг на буџетот за образованието од 43 милиона денари. И ако го погледнеме износот, можеби на некој му значи дека тоа се мали бројки, меѓутоа со оглед на она што го имаме на располагање или буџетски средства кои што ние ги собираме од граѓаните на општина Кочани, навистина тоа е една позамашна сума која за да се надополни и да биде навистина тој долг помала пречка во реализацијата на проектите предвидени во програмата, секако требаше да се преземат и одредени активности. Благодарение на политиката која што ја заземавме, само за 6 месеци успеавме долгот на локалната
самоуправа целосно да го расчистиме и да навистина бидеме од задолжена општина во една сосема добра, ликвидна општина која што овозможуваше со буџетските средства да ги реализираме проектите кои ни беа во план за реализација и секако да ги плаќаме на време, со тоа овозможуваме субјектите кои ги изведуваа нашите проекти да можат да ги добиват средствата на време и да функционират. Со тоа помагавме и на стопанството. Од година во година, ние кога го правевме буџетот, ги зголемувавме средствата за капиталните проекти и за инфраструктурните проекти. Нешто што е и најголемата надлежност и најголемите очекувања на нашите сограѓани. Тоа возможи, како што реков, да ние како локална самоуправа, ако оди според ова што е планирано, до година во Кочани нема, значи рачинаме до 6 месец негде со плановите што ги имаме, да ги реализираме сите улици каде што живее место население. Зборуваме за градот Кочани, а веќе за дел од населените места кажав. Исто така, направивме толку многу проекти во населбата Усова Чешма и за следната година ни остане уште неколку краци од неколку улици и таму каде што има место население, очекувам дека, како што реков, следната година до крајот на јуни, ако се задржи се овака како што ние планираме, да и Усова Чешма ја прогласиме место без кал. Нешто што мислам дека е многу важно сите да го знаат, бидејќи тоа беше едно место кое беше доста запоставено и заборавено. Во другиот дел, како што реков, со план сме и во овој дел кај што сме сега, постојат уште неколку мали улици кои се во план со нашата програма за 2021 година да ги решиме и очекувам како градско подрачје да прогласиме до година Кочани град без кал. Во рамки на отчетот пред новинарите, Илиев зборуваше и за проектите за подобрување на условите за развој на туризмот пред се планинскиот на Пониква, изградбата на објекти за згрижување на најмладите и на постарите, како и за подготвувањето на услови за живот на ромската заедница. Исто така стана збори за реализацијата на неколку проекти од областа на културата и спортот. Според Илиев, реализирањето на сите проекти е обезбедено преку заштеди во буџетот на општината, но и со помош од домашни и странски инвестиции. Продолжува втората фаза од проектот Добра земјоделска практика, богат биодиверзитет. Во чии рамки се одржа третиот работен состанок на кој се утврдуваа предлог мерките за поддршка на земјоделците, а против палењето на сламата и страништата во регионот. На почетокот на идниот месец ќе се одржи завршната средба на која ќе се изготват заклучоците, што како писмен документ ќе бидат доставени до надлежните државни институции. Работната група од проектот Добра земјоделска практика, богат биодиверзитет, што веќе е навлезен во втората фаза, почна со подготовка на заклучоци и предлог мерки што би се вклопиле во постојните законски прописи, а чија цел е намалување и спречување на палењето на сламата и жетвените остатоци во Кочанско. Се одржа третиот работен состанок на кој представници од државните и локалните институции, од Центарот за развој на Источно-Плански регион, невладени издруженија и земјоделци ги договараа можните решенија за ефикасно искористување на сламата и добивањето финансиска поддршка за набавка на механизација за нејзина преработка. Земјоделците се расположени или сакаат да најдат решение за овој проблем, бидејќи се соочени со не само со штетноста на палењето на страништата, меѓутоа и со казнени мерки. Општините се соочени со големи финансиски издатоци за гаснење пожари, шумарството со шумски пожари. Целата држава ги трпи последиците од ова неконтролирано палење, а палиме она што може да биде драгоцен производ во локалната економија, од една страна да се реши проблемот со отпадоците за земјоделците, да имаат и некаков приход од тоа, а од друга страна и општините да го анулираат проблемот со палење на страништата, а да го употребат овој производ, дали како енергенс, дали како биоѓубриво, како компост во своите производни капацитети. Во почетокот на ноември ќе се одржи завршниот состанок на работната група, на кој ќе се утврдат конечните предлози што како официјален писмен документ ќе се достават до Министерството за земјоделство и до локалната самоуправа.
Тие ќе содржат мерки за субвенционирање на набавката на специјална механизација за сечкање и преработка на сламата, како и за вклучување во планските документи на општините, што се однесуваат на решавањето на проблемот со палењето на сламата и страништата. Проектот Добра земеделска практика, богат биодиверзитет во источно-плански регион се спроведува во рамки на програмата за зачувување на природата во Македонија, финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка, а во координација со Фармахем Скопје. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани одржа пресконференција, на која ја критикуваше министерката за образование Мила Царовска, која на средбата беше во работна посета на Кочани. Председателот на комитетот Миле Левков рече дека таа покажала како не функционира образованието во Македонија и во Кочани и дека нема место за одржување пресконференции за тоа. Општина Кочани го привршува проектот за асфалтирање на улицата Плачковица, една од 7 сообраќајници планирани за реконструкција во градот од програмата за уредување на градежното земјиште за оваа тековна година. На реконструкцијата и предходеше замена на водоводната мрежа во должина од 300 метри. При тоа со нови се заменија дотраените цевки кои имаа мал профил. Со тоа се реши проблемот со недоволниот притисок и недостигот на вода во оваа градска зона, што се наоѓа над автобуската станица. Со градежни работи се опфатени и 2 крака во должина од 90 и 130 метри на улицата Маршал Тито, како и улицата Илинденска во должина од 250 метри и 9 мај долга 570 метри. Неодамна заврши асфалтирањето на улиците Коста Рацин и 4-та македонска бригада во вкупна должина од 480 метри. За наредниот период, со средства од буџетот на општина Кочани ќе се асфалтираат и улиците Борис Евтимов, каде се гради подпорен зид, како и улицата Васил Главинов. Продолжува реализацијата на програмата за изградба и асфалтирање улици во Кочани, со која беше опфатена и реконструкцијата на улицата Плачковица. До крајот на годината ќе се асфалтираат уште неколку сообраќајници во градот. Нема простор за наконтени пресконференции, министерка на која што 10% од учениците не можат и немат опрема да следат онлайн настава, односно не можат да се вклучат во далечинското учење. Нема простор за наконтени пресконференции, министерка која што не се ни грижи да и набави ваква опрема, туку само ги нотира и ги собира бројките на ученици кои што не ја следат наставата, а истите бројки се кријат како змија што ги крие нозете. Нема место за наконтени пресконференции, министерка, чии наставници немаат нова опрема за да ја спроведат онлайн наставата. Опремата која што ја користат наставниците всушност е набавена од училиштата како опрема која што треба да ја користат учениците, и тоа за следење на наставата по информатика, по техничко цртање, по практична настава и по сметководство. Истите тие компјутери кои што требаше да бидат во кабинетите, каде што ќе ги користеа учениците, сега се дадени да ги користат на наставниците. Дополнително, дел од училиштата немаат стабилна интернет врска, па наставниците се охрабруваат да ја држат наставата од дома на свој собствен интернет и на свој собствен трошок, се разбира и на собствена опрема. Нема простор за наконтени пресконференции, министерка која што се уште ги нема доставено сите наставни планови и програми за скратената настава која што се изведува, особено за стручните предмети. Нема место за наконтени пресконференции, министерка која што еве сега во понеделникот ги достави, дури во понеделникот ги достави критериумите за оценување кои што не се доволно усогласени на начинот на кој што се изведува наставата. Одговор на пресот на ВМРО ДПМН пристигна од општинската организација на СДСМ. Во писменото обраќање оттаму нагласуваат дека поминало времето кога образованието служеше за перење пари и партиски активизам. За разлика од наконтените поднаводници пресконференции на министерот за образование, актуелниот пратеник Левков ќе се потсети како тие ги пречекуваа премиерот и министрите од нивните редови. Со блокирање на целокупната настава, со училишниот хор и оркестар, со вклучување на целокупниот наставен кадар и какви уште не фанфари во присуство на целата дополнителна локална партиска свита.
За разлика од нив, актуелните директори не ја прекинаа онлайн наставата заради пречекот на министерката Мила Царовска и околу нив немаше партиско раководство. Напротив, незиниот работен состанок низ училиштата беше мобилен, од нога и непосреден со дел од вработените и раководителите на установите, како и непосреден увид на она што е сработено и она што се прави со буџетски средства. Краток и јасен. За разлика од периодот на ВМРО ДПМНЕ, кој во образованието воведе проект Монитор за секое дете и го рекламираше како компјутер за секое дете, за кој доколку пратеникот е искрен, нека одговори дали одржал повеќе од еден ден ИКТ часови со користење на компјутерите. Онлайн наставата функционира и за тоа е запознаена јавноста, а реакциите на наставниот кадар, учениците и родителите се повеќе од позитивни. Но кога е во прашање опозицијскиот пратеник, се е нефункционално и црно. За тоа како била користена компјутерската опрема сега во училиштата, повеќе од добро, доколку се сеќава опозицијскиот пратеник, тоа се нагледни средства за и во функција на наставата. И дали поради нивното рационално користење, дали поради тоа што тие како опозицијски пратеници немаат лаптоп компјутери и ствара таков револт, не знаеме. Нека се подсети каква компјутерска опрема остави зад себе воопшто. Напротив, коментарите на наставниот кадар за користењето на персоналните компјутери, за разлика од неговите негативни ставови, се позитивни. Зар не се сеќавате во каква состојба ги оставивте училиштата без пандемија, заглавени финансиски, без елементарни услови за работа? Ги користевте за партиски штабови, а денес критикувате се, дури и позитивните работи. Се вели во одговорот на Општинската организација на СДСМ Кочани на пресконференцијата на пратеникот Миле Левков. Состојбата со COVID-19 го одложи одржувањето на саемот на мед во Кочани. Забраната за одржување на било какви настани беше причина поради која организаторите Пчеларското здружение Златна кошница одлучија да не се одржуваат деновите на мед. Во однос на производството на мед, 2020 ќе се памети како најлоша година за пчеларите. Можен е и скок на цената на медот. Здравствената криза со COVID-19 го одложи одржувањето на манифестацијата Денови на мед, не само во Кочани, туку на секаде низ Републиката. Секоја година саемот на мед се одржуваше паралелно со одржувањето на Панаѓурот, околу 23 октомври, и требаше да се одржи предстојниот викенд. Но поради состојбата со COVID-19 и забраната за одржување настани, истиот е одложен, истакнаа организаторите од Пчеларското здружение Златна кошница. Оваа година, бидејќи поради настанатата ситуација со COVID-19, пчеларските денови на саемот нема да се одржат, бидејќи во моментот е забрането одржување на настани, така да тоа ќе го одложиме за некое подобро време. Во ова време, бидејќи не го одржуваме, значи пчеларските денови на медот не ги одржуваме, препорака до граѓаните да користат мед, да користат пчелни производи, да го зајакнат имунитетот, значи здравието на граѓаните е пред се. Димитров рече дека полоша година од оваа во однос на производството на мед можеби не паметат пчеларите. Можен е и скок на цената на медот. Пчеларската година, оваа година ни е прилично тешка година. Значи, почнувајќи од мај, под крајот на мај, почетокот на јуни, ноќните температури беа прилично ниски. Пчелните семејства се вратија назад со развојот, така да понатаму во понатамошното собирање на мед не можеа да соберат доволно мед. Така да количините на мед за оваа година се многу мали, негде 3 до 7 килограми општо гледано во цела Македонија, дури и пошироко и на Балканот. Значи е истата ситуација. Беше цената негде околу 400 денари, сега веќе 450 денари, некои 500 денари. Западна Македонија веќе и по 10 евра, 600 денари. Значи помали количини на мед. Ако има поголема побарувачка и цената ќе биде повисока.
На саемот на мед, кој традиционално се одржува и во Кочани, секоја година на штандови во паркот мед и пчелни производи излагаа пчелари од целата држава и се продаваа по пониски саемски цени. А граѓаните имаа можност да се запознаат и со ефектите и да си купат од разни пчелни производи кои ги нудеа пчеларите на своите штандови: прополис, матиче млеч, перга и слично. Саемот беше придружуван со културна програма и настап на фолклорни ансамбли од Кочани. Едукативна ликовна колонија со лицата со посебни потреби организира Музеот Теракота од Виница во соработка со Дневниот центар. Целта е дружење и вклучување на овие лица во разни активности и рушење на стереотипите. Веќе неколку години наназад, почнувајќи од 2010 година, Музеот Теракота во соработка со Дневниот центар за лицата со посебни потреби организираат заеднички активности со цел да ги зближат оваа група на граѓани со останатите, да се срушат стереотипите и пред се заеднички да се дружат. Оваа година организираа едукативна ликовна колонија со лицата со посебни потреби, која ќе трае во периодот од 20 до 22 октомври 2020 година, во која се вклучени и деца волонтери од Црвениот крст, наставници од основните општински училишта и обични граѓани кои сакаат да бидат дел од оваа дружба. Ликовната колонија се организира во период од 10:30 часот до 14:30 на локација на паркот во хотелот Александар парк во Виница, на отворен простор со запазување на сите мерки за држање дистанца и почитување на протоколите и мерките за заштита за работа во услови на пандемија со COVID-19. Проектот финансиски е поддржан од Министерството за култура. Германски Црвен крст донираше 140 пакети храна и хигиена на Кочанскиот Црвен крст како помош за населението во справување со ковид кризата. Деновиве ќе бидат распределени до социјално загрозените граѓани во трите општини: Кочани, Чешиново, Блешево и Зрновци. Црвен крст Кочани прими донација од 70 пакети храна и 70 пакети хигиена од страна на Германски Црвен крст како помош на населението во справување со последиците од коронавирусот. Пакетите се наменети за возрасно население од општините Кочани, Зрновци и Чешиново, Блешево и истите ќе бидат дистрибуирани во текот на следната недела, информираат од Црвен крст. Инаку, мобилните екипи на Црвениот крст Кочани и понатаму вршат дистрибуција на хуманитарни пакети кои се состојат од храна, хигиена и средства за дезинфекција. Со дистрибуцијата е опфатено возрасно население во општината Кочани, како помош во справување со последиците предизвикани од корона кризата. Активноста се реализира во координација со меѓуопштинскиот центар за социјална работа Кочани и територијалната противпожарна единица. Мобилниот тим на Црвен крст Кочани на дневна основа овозможува сервисна услуга за набавка на храна, хигиена и лекови, претежно на стари и изнемоштени лица на територијата на општините Кочани, Зрновци и Чешиново, Блешево. Телефонските броеви стојат на располагање на граѓаните да се пријават или да пријават стари изнемоштени лица што живеат сами, хронично болни лица, семејства со лица со посебни потреби, самохрани родители и други ранливи категории граѓани кои живеат на територијата на општините Кочани, Зрновци и Чешиново, Блешево. Со цел да се овозможи поддршка на лицата на која им е најпотребна, мобилниот тим функционира секој работен ден од понеделник до петок во период од 8:30 до 12 часот. Сервисната услуга е бесплатна, а граѓаните одвојуваат средства само за побараните производи.
Почитувани со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.